кога сме во ерата на тотална глобализација, во ерата на интернетот, на Фејсбукот, кога комуницираме сите и на Фејсбук на англиски јазик, кога значи пријателствата не се ограничени само со малото кај што живееш, туку може да имаш пријатели низ целиот свет. Сите овие разлики што претходно значи ги спомнавме, се толку мали. И ние со помодерниот начин на живење, со самиот факт дека се глобализираме, овие разлики на некој начин стануваат малски разлики кои што јас сум сигурен дека ќе останат за историјата, за минатото, кои што сигурно дека нема толку лесно да бидат заборавени. Меѓутоа не треба да бидат тие разлики причина за да ние утре не живееме подобро него денеска, а очигледно дека денеска живееме подобро него вчера. Така. Вели некој гледач, а зошто не ја прочитате британската енциклопедија па да видите што пишува за албанците и Македонија? Ке следат веројатно и многу понатамошни анализи од разни инстанции околу енциклопедијата. Јас сакам да продолжиме за ова за што разговаравме. Во контекст на артикулирањето на една политичка реалност, ова што го говоревме. Мислите ли дека сепак на крајот се зависи од капацитетот на конкретната личност на политичарот кој го артикулира сето тоа? Знаете, со вас еве сега вечерва гледам многу лесно да се разговара. Меѓутоа, кога станува збор за некои други политичари кои се сега еве во власта, за кои, не знам, оставиле вака лош спомен кај македонците од 2001-та на една артикулација од позиција на сила. Знаете, сепак некако и сега во едни други констелации, од позиција на власт, повторно после енциклопедијата, повторно се слушнаа тие такви повикувања во пушки, планини и така натаму. Ми се чини дека тие се тие моменти кои пак треба да се избегнуваат од политичарите, особено од политичарите на власт или од блиските околу нив. Во вакви критични ситуации, како што велите, можеше да се создаде тензија за некои работи кои што може да се решат и поинаку. Говорејќи за таа позиција на сила, сега, вие се профилиравте и стекнавте имидж на еден сосема друг тип или друг модел на политичар. Оно што навистина недостасува за еден вистински диалог помеѓу македонците и албанците. Ама од друга страна сепак ги има и тие другите. Што мислите на таа тема? Значи, кога ќе достигне нивото на свест една таква точка да навистина нели не се слушаат повеќе такви изјави на телевизиите, јавно упатени без разлика на која тема или од кои причини, нели предизвикани? Значи, што се политичарите? Политичарите се исто така луѓе, значи сосема нормални, кои што се производ на средината каде што живеат. Значи, некои граѓани на Република Македонија, без разлика дали се македонци или албанци, во одредени околности, сплет на околности, значи почнуваат повеќе со политика, односно со јавно ангажирање да се занимаваат, добиваат поддршка од прво можеби од своето мало, од својот град и од целата држава и на крајот стигнуваат до највисоките позиции во државата, премиер, пратеници, председател на држава и така натаму. Значи, оно што вие го поставивте, до кога ќе има политичари кои што ќе бидат поумерени или поекстремни? Поекстремни, умерените, да, дај Боже, поумерени. Одговорете, до кога ние ќе имаме народ, граѓани кои што ќе произведуваат такви политичари? Кои што ќе гласаат за такви политичари. Значи, апсолутно, до кога ќе има граѓани кои што ќе гласат за екстремни политичари? Тие екстремни политичари ќе ги има, затоа што граѓаните со нивните гласови им дават легитимитет. Да. Ако тие политичари кои што често знаат да се повикуваат на насилство,
да се повикуваат на оружје и така натаму, не добиваат толкава голема поддршка од самите граѓани. Верувајте, тие не може да опстанат на политичката сцена. Сигурно. Меѓутоа, ако добиват такви големи поддршки, се разбира дека тие ќе продолжат да функционираат, да опстануваат и така натаму. Така што јас мислам дека тука околу таа свест, околу тоа созревање, првенствено значи работа на политичарите. Меѓутоа тука големо влијание имат медиумите, големо влијание имат аналистите, новинарите, големо влијание имат научниците, големо влијание има и мано, да кажеме. Зависи што ќе сака како производ да промовира на пазарот. Се разбира дека овие околности сите делуваат врз креирање на мислењата кај граѓаните на Република Македонија. Што мислења ние ќе градиме и ќе формираме, таков производ ќе добиваме од граѓаните на сите наредни избори. Граѓаните се на крајот на краиштата тие кои што го дават легитимитетот. На денот на гласањето тие излегуваат и гласат за одреден политичар. Знаат за кој политичар се работи, значи тој политичар е профилиран, знаат со какви капацитети он поседува, значи, и него го гласат повеќе или помалку. Така што тоа е еден систем на врзани садови. Значи, од политичарите, медиумите, се разбира и граѓаните кои што на некој начин дават сила. Ми се чини дека сега се на потек албанските интелектуалци, според мене. На потек се во смисла дека е вистинско време да најдат форми да го пројават тоа убавото, суштинското, нели, на една култура и традиција, ова што го говориме, како тоа да се доближи до другите, до комшиите, до другарот, до пријателот, кој што навистина многу малку знае за него. Зборувам во македонско-албански контекст. Еве, не сте се обиделе да не запознаете со вас. Например, јас на времето излезе канонот на Лек Дукаџини и јас ја купив таа книга и многу вака ја исчитав со огромно задоволство и добив навистина поинаков печаток за некои нешта. Меѓутоа, можеби 90% од албанците не ја прочитале или не знаат кој е Лек Дукаџини. Значи, време ми се чини да се отворат дебати, да се прават трибини, да се манифестира тоа богатство на духот што мислите дека можете да го експласирате. Зашто вие перманентно се навраќате на тоа дека ние треба да влеземе во сегментите за да што е можно повеќе да се запознаеме со минатото, Лек Дукаџини, историјата, 18 век, 15 век. Јас па имам еден друг став. Јас ценам дека ние треба што повеќе да ги запознаеме вредностите кои што ги нуди цивилизацијата, значи општите вредности. Значи, верувајте, мојата ќерка ми иде, значи супер зборува на албански, се разбира, на македонски зборува. Има 10 години, иде на курс, веќе 3-4 години поред на англиски и јас сакам она да има одредена култура. Знаење од историјата и така натаму. Меѓутоа, јас во нејзе вложувам да биде примерен граѓанин на Европската унија. Значи, на иднината. Добро, ама сепак со 7 генерации наназад, исто така, еден друг распон наназад, за кој што сте велите сведоки и го пренесувате веројатно. Сите треба да повеќе работиме да ги спознаеме нашите заеднички вредности. Да се запознаеме себе си, да се запознаеме со соседите, со бугарите, со србите, со грците, да се запознаеме со другите европски држави, односно граѓаните на останатите европски држави. Пак викам, желба и повторувано, значи повторуван став и барање и желба изјаснета во сите анкети се повеќе од 95% од граѓаните дека сакаат да бидат граѓани на Европската унија. И тоа треба да се почитува. Како граѓани на Европската унија имаме вредности кои што не идентификуваат. Значи, јас мислам дека во овој период, кога ние треба да созреваме, да бидеме, значи, вистински добри граѓани на Европската унија.
Треба повеќе да се запознаеме со тие вредности кои што на некој